И сега најбитното што Павле го вели, на Коринќаните им вели, дека како што Христос умре и воскресна, и ние ако умреме, еден ден ќе воскреснеме. Тоа е поентата. Христовото воскресение не е само еднаш годишно кога се чукаме со јајца. Или се поздруваме наутро кога ќе се видиме таа недела, Христос воскресе и луѓето одговараат ваистина воскресе. Христовото воскресение за христијаните е секојдневие. Оти ние постојано се соочуваме со својата сопствена смртност. Проблем е кога луѓето се млади, многу не мислат на смрт. Вие тоа знаете. Значи, некој има кажано дека тинеџерите мислат дека се бесмртни. Оти далеко е тоа. И што викаше мајка ми кога била тинеџерка, ќе кажеле умрел некој што имал 45 години. Мајка ми ќе си кажела, ама е стар човек. И вика кога наполнев 45 години, кога ќе умре некој од 55, ја викав, млад човек. Значи, луѓето како напредуваат во својот живот, се постари и постари, стануваат се посвесни за својата смртност. Кога одиме на секој погреб, ние се соочуваме со својата собствена смртност. Јас сум бил на многу погреби и сум проповедал на многу погреби. И некогаш кога чекаме луѓето да се соберат, ја го гледам оној ковчег и најчесто си велам, овој ќе да е тесен за мене. И гледам, има само 4 рачки за носење, си викам, за мене ќе треба минимум 6. Или ќе дојдете покрај ископаниот гроб и гледате во таа темна дупка и си викате, море длабоко. Се соочувате самите себе си со тоа и мора да си дадете одреден одговор. Како христијани, тој одговор е потребен секој ден. И затоа како христијани велиме дека ако Христос воскреснал, еден ден јас ако умрам, еден ден ќе воскреснам. Затоа Христос е победник над смртта. И затоа надежта дека има воскресение, има име. Воскреснатиот Христос.